Вие следите попладневни вести на Слободен печат. Дирекцијата за заштита и спасување во координација со локалните власти и населението цела ног беше на терен, а продолжи и утрово со интервенции по пријавите за поплави и излевање на реките низ Македонија. Обилните врнежи предизвикаа поплави ширум земјава, при што најкритично е во Кичево, каде се евакуирани 220 лица, додека екипите на ДЗС и противпожарните служби интервенираат на десетици локации во Скопскиот, Кумановскиот, Тетовскиот и Гостиварскиот регион. Надлежните работат на испомпување на водата од домовите и расчистување на патиштата за нормализација на состојбата во погодените населени места. Нашите тимови континуирано действуваат на терен, ги следиме пријавите преку 112 и координираме со сите субјекти од ЦУК за брза и ефективна реакција. Евакуацијата на загрозените лица како и испомпувањето на водата се наши приоритети, особено во Кичево и околните населени места, информираат од ДЗС. Жителите на селото Блатецка и Виница во изминативе денови постојано се на нозе и ја чуваат реката Блатешница. Тие поставија рампа преку која никој не може да помине без нивна дозвола, а стражите се организирани деноноќно. Вчера попладнето беа повторно на терен, испраќајќи порака дека нема да дозволат изградба на хидроцентрала, пренесува локалниот медиум ТВ Стар. За нас Блатешница е живот, по ниедна цена нема да отстапиме, порача еден од жителите на Блатец. Локалните жители посочуваат дека реката не е само природен ресурс, туку и витален елемент за одржување на земјоделската економија на селото. Планираната хидроцентрала според нив сериозно ќе ги загрози културите познати по својот вкус и квалитет низ целата Македонија. Министерството за здравство соопшти дека новиот закон за заштита од пушење ќе почне да се применува без одложување откако ќе биде усвоен во собранието, а во моментов се доработуваат забелешките пристигнати за време на јавната расправа. Како што наведуваат, финалниот текст на законот ќе биде доставен до владата веќе следната недела. Од Министерството потенцираат дека остануваат целосно посветени на донесување и спроведување на законот во предвидените рокови, при што усогласувањата што се прават врз основа на јавната расправа не ја менуваат неговата суштина. Целта, како што посочуваат, е да се спречи младите да почнуваат со пушење, да се намали никотинската зависност кај новите генерации и да се обезбеди заштита од пасивно пушење во затворени јавни и работни простории. Кој од 5 кандидати за републички јавен обвинител ќе добие позитивно мислење од мнозинството од Советот на јавни обвинители ќе се знае утре на закажаната седница која наместо во 10, како што беше најавено, беше презакажана за 3 часа подоцна. Вкупно 10 членови на Советот на чело со председателот Башким Бесими прво ќе ја прегледуваат документацијата што ја доставиле ВД обвинителката Анита Тополова и Сајловска, обвинителките Ленча Ристовска и Лидија Раичевиќ, судијата Ненад Савески и разрешениот судија Владимир Панчевски. Седницата ќе се одржи во атмосфера на политички напади против поранешното специјално јавно обвинителство, откако ненадејно пред седница во јавност се појави разрешената обвинителка Лејла Кајдриу со напади против обвинителите од поранешното СЈО, меѓу кои беше и кандидатката Ристовска. Нема гаранција дека докторите и сестрите во јавното здравство нема и натаму да се бираат партиски, а да извисуваат најдобрите кандидати се додека целосно не се смени постапката за вработување, реагираат од Балканскиот центар за конструктивни политики Солуција. Минатата недела во собранието пратениците изгласа измени на Законот за здравствена заштита со кој на директорите на јавните здравствени установи им беше одземено дискреционото право да можат да го вработат оној кандидат од ранг листата што најмногу лично им се допаѓа и наложено им беше да го вработат прворангираниот. Но Солуција инсистира Законот за здравствена заштита да се смени целосно во делот на начинот за избор на медицинскиот персонал, а тоа ја вклучува и најважната алка според нив, а тоа е комисијата за избор формирана од самата јавноздравствена установа.
Четврти ден поред илјадници граѓани и млади луѓе ги блокираа улиците на Сараево, барајќи правда по трагичната трамвајска несреќа во која животот го загуби 23-годишниот Ердоан Моранкич, а неколку лица беа повредени. Под притисок на јавноста, директорот на сообраќајното претпријатие ГРАС Сенат Мујагич денеска поднесе оставка. Мурис Мемич, таткото на починатиот Дженан Мемич, исто така учествува во протестите. Протестниот марш, во кој учествуваат и семејствата на претходно настраданите млади во Сараево, помина низ клучните сообраќајници, предизвикувајќи целоснен прекид на сообраќајот на Скендерија до мостот Чобанија. Скандирајќи "Сакаме правда", демонстрантите се упатија пред зградата на кантоналното обвинителство, каде што се распоредени силни полициски сили. Протестите добија широка поддршка од граѓаните, додека учесниците ги повикаа и средношколците масовно да се приклучат во барањата за одговорност и поголема безбедност во сообраќајот. Поранешната црногорска министерка за образование, наука, култура и спорт Весна Братик и поранешниот директор на управата за имот Блажо Шарановиќ се уапсени во рамки на истрагата што ја води обвинителството, дознава Виести. Службеници на специјалното полициско оделение утринава ја уапсиле во Подгорица. Братик е уапсена во посебна истрага на специјалното државно обвинителство, која не е поврзана со утринското апсење на поранешниот директор на управата за имот Блажо Шарановиќ. Весна Братик беше избрана во 2020 година за министерка за образование, наука, култура и спорт во владата на премиерот Здравко Кривокапиќ. Поранешен министер за енергетика во Украина е приведен додека се обидувал да ја напушти земјата, соопштија властите, пренесува BBC. Герман Галушченко, кој беше принуден да се повлече од својата владина функција минатата година откако беше меѓу функционерите именувани во корупцијски скандал, наводно бил уапсен додека бил во воз што ја напуштал Украина. Не е јасно каде имал намера да патува. Тој беше еден од неколкуте владини личности вмешани во наводна шема за проневера од 100 милиони долари или 75 милиони фунти во ноември. Американскиот претседател Доналд Трамп сака унгарскиот премиер Виктор Орбан да успее, бидејќи неговото лидерство е клучно за националните интереси на САД, изјави денеска американскиот државен секретар Марко Рубио, нудејќи силна поддршка од САД за националистичкиот лидер кој се соочува со парламентарни избори во април, пренесува Ројтерс. Зборувајќи на заедничка пресконференција со Орбан во Будимпешта, Рубио рече дека врските на САД со Унгарија влегуваат во златна ера, но се чини дека таа перспектива зависи од константното лидерство на Орбан. Рубио, кој е советник за национална безбедност на Трамп, е на втората етапа од дводневната турнеја низ Централна Европа со посети на Словачка и Унгарија, чии конзервативни лидери одржуваат топли односи со Трамп и се критични кон Европската унија. Шокантен инцидент се случил во саботата попладне во супермаркет во Бергамо, Италија, кога маж се обидел да зграпчи дете од рацете на неговата мајка, додека таткото бил само на неколку сантиметри од него, пренесува Алфа Прес. Моментот е снимен со безбедносни камери, а видеото го обиколи интернетот. На снимката се гледа како семејството се упатува кон излезот кога сторителот, облечен во црна мајца и зелени панталони, одеднаш се приближува до мајката и го зграпчува детето, мало девојче старо само 18 месеци. Од жестоките влечења на сторителот, малото девојче претрпело фрактура на бутната коска и е хоспитализирано. Сторителот, бездомник, романски државјанин, е уапсен и обвинет за тешко киднапирање, како и за нанесување тешки телесни повреди. Ова беа попладневните вести на Слободен печат. Се што е ново кај нас и во светот дознавате од нашиот портал slobodенpečat.mk. Утре се гледаме повторно. Пријатно!